Веда, Пустајте ме. ама... Веда, што е проблемот? Ке ти полесни ако не кажеш. Се скаравме. Со кој? Со дечком со кој друг? Добро да, ке се смирите, што? Ана, дојди брзо, Веда плаче. Добро, ајде. Еве, јас ти велам, 100% ќе се смирите. Па, а зошто се скаравте? За 400 грамско чоколадо. Цело го изеде? Анастасија. Знам, ти го изеде? Не! Па, Кажи му дека не си го изела. А многу беше убаво. Со лешници беше. Ако па и да си го изела, што? Ај, па и тој па. Ама ја не го изедов. па кој го изеде? Не знам, таму на масата го оставив, таму кај детективите. Ајде да почнеме да ја местиме сцената. Ќе помине ова, не се секирај, ајде. Добре. Ајде. Здраво. Девојче, што ти е? Што си мокра? Па, заврна надвор. Заврна. Ама Искра, ти го да си пливала во базен. Да бе, ама добра сум јас. Знаеш, го фатив Бојан. Што е ова ден на симпатиите? Девојче, што зборуваш? Одмаш да раскажеш. Ама ја и овој друга раскинавме. Зошто? Раскина за 400 грамско чоколадо. Ништо не ве разбирам. Ние, ама ти да раскажуваш. Значи вака, јас стоев под стрејата на автобуската и така на дожд и од другата страна на улицата го гледам Бојан. Може би ти се причинило, може би не бил тој. Откај знаеш? И јас така си помислев прво, ама затоа се штипна вака за образот. Тој почна да поминува улица, ама брзо, како да го бркаше некој. А да не бегаше од тебе. Анастасија, бе. Сигурно фаќал автобус. Точно. И како поминуваше улица, за малку ќе го удреше велосипед. Ама добар е. Така, јас тргнав кон него со филмска насмевка, Вртинска насмевка без абе. Секако, Веда. и нормална, и така тој одеше кон мене, а јас одев кон него и знаеш ти, Јоана, дека јас сум малку слаба на левата нога и затоа јас вака се лизнав и го фатив за лакт. И баш како ти вака што ме држиш, така и он со другата рака ме фати. Па уште да те оставеше да паднеш, па нормално дека ќе те фати. Епша. Анастасија. И Искра. Тој потоа вака исто како тебе ме фати за рака И? потоа среќно се качи во автобус. Па добро се случува. Веда, зошто плачеш? Па не плаче. Плачев, ама ми помина. Ти помина? Ми помина. Добро, ако не сакаш да ми кажеш зошто плачеше, не мораш. Значи, ја викнав кога беше најгуст. Аха. Не се грижи, Ана, не е 100% сериозно, само 64, него дечко и раскинал заради некоја чоколада. Ама не плачев поради тоа. Па зошто плачеше? за чоколадата плачеше. Добро, вие почекајте уште 13 прашалници да ме удрат по главава, па потоа кажете ми ја вистината. Добро, слушај, Ана. Веда тука оставила чоколадо и сега го нема. 400 грамско чоколадо. 400 грамско чоколадо. Со лешници. 400 грамско чоколадо со лешници. А Веда е голем љубител на чоколада. 400 грамско. На 400 грамски чоколада. Со лешници. На 400 грамски чоколада со лешници. Ама ја не плачев поради тоа, по кој пат да ви кажам? Зошто плачеше? Па бидејќи јас сакав да го јадам.
Јас.